Почитувани, добра вечер. И оваа среда сте со Трета порт, емисија која ви ги представува најинтересните случувања од светот на интернетот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме најмногу реакции за екстерното испитување на Министерството за образование, како што е познато во јавноста се крена голема бура повторно околу екстерното и оваа година имаше и реакција од Министерството, ќе видиме и таа. Ќе видиме и интервју на премиерот Груевски дадено за Македонската информативна агенција, во кое премиерот одговара на некои прилично актуелни прашања, а исто така ќе видиме и коментари и анализи на моменталната политичка состојба во Македонија. Почнуваме со реакции за екстерното испрашување. Тука најмногу може да се каже дека реакции најмногу имаше на социјалните мрежи, на Facebook, на Twitter, на тие коментарите кои се оставаат после напишаните новинарски статии, а коментарите во најголема мерка беа хумористични, духовити и при тоа се прераскажуваа и се покажуваа оние прашања кои беа на екстерното и кои на публиката и беа забавни. Почнуваме со Facebook статус на музичарот Златко Оригјански, кој е прилично активен на социјалната мрежа Facebook и кој вели вака. Сега неговиот статус нема да можеме да го прочитаме целосно, бидејќи во еден дел има она, може да се каже, вулгарност која е дозволена на социјалните мрежи, но на телевизија сега не се чита. Едно убаво детенце звони кај мене на врата. Носи лист со прашањето. Го произнесувам во целост. Од екстерно и сака одговор. Дарко е музичар. Тој е дел од екипата која снима филм за Гоце Делчев. Каква музика треба да создаде тој? Тука Оригјански се смее и прашува, спире, веројатно тука се обраќа на министрот, зошто сега не можеме да прочитаме зошто правите вака, еве да речеме. Ќе видиме и дел од коментарите под овој статус. Значи има прилично многу, за оние кои следат Facebook знаат дека овој број на коментари е голем, но ние ќе се обидеме да видиме некои кои се по-конструктивни. Еве да речеме овој. Знаете, не е проблем само ова, туку и фактот што наставниците намерно цела година учениците ги оценуваат со пониски оценки, зашто се плашат да не бидат казнети ако на екстерно ученикот извади послаба од таа што ја заслужил во текот на годината. Значи стресот трае цела година, не само овие десетина дена. Тоа е еден и ќе прочитаме уште еден коментар. Тука е одговорот на Оригјански. Постојано само зборот страф. Страф од ова, страф од она, страф. Постои ли некој друг збор кај ова население, освен страф, има ли други зборови? Тоа се коментарите под неговиот статус. Продолжуваме со дел од прашањата кои беа на екстерно и кои беа особено забавни за медиумите кои ги пренесоа, а поради ова пренесување на прашањата имаше и реакција од Министерството за образование, ќе ја видиме и неа. Еве првин да видиме дел од прашањата кои за дел од медиумите беа апсурдни и беа навистина проблематични. Значи новинарите прашуваат зошто овакви прашања се поставуваат на екстерното испрашување. Еве статијата на Фокус, на какви прашања одговараат учениците од 4 и 5 оделение. Еве ги прашањата. Значи се вели вака. Си станал мажиште? Тоа е прашањето и се бара одговор. Тоа значи дека тој станал што? Еве го второто. Почитувани, ви известуваме дека третата редовна средба на Еколошкото друштво љубители на природата ќе се одржи на 10.3.2014 со почеток во 11 часот. Зошто средбата не се остварила? Е прашањето. Сношти Јове од планина слезе и не рече добро вечер, туку рече дај ми мале стол да седнам да одморам. Во извадокот од песната Јован е представен како ? Прв пат за нова година дома немавме јелка. Кога соседката Вера дојде да не посети, зачудено извика:
Леле, па вие немате новогодишна елка. Немаме, мирно рече Дона. Ние не сакаме сечена елка, ќе си посадиме во дворот жива. Какво девојче е Дона, е прашањето. И други прашања кои се во сличен стил како овие што се представени од Фокус. И сега ќе видиме и реакцијата на Министерството за образование, кое реагира токму на дел од овие прашања кои се извадени во јавност. Па Министерството за образование вели: се вулгаризираат прашањата од екстерно. Тоа е ставот. Се вели дека овие прашања кои се објавени се наменети за дискредитација на процесот на екстерно тестирање. И се додава: би сакале да потенцираме дека се работи за прашања наменето за учениците од 4-то одделение во 9-годишно основно образование. Прашањето е изведено од текст во одобрен учебник по македонски јазик за 4-то одделение и истото е во согласно со развојните карактеристики на учениците на оваа во просек 9-10 годишна возраст. Целта е да се препознаат основните синтаксички категории согласно наставната програма по македонски јазик за 4-то одделение. За жал, ниту еден од медиумите кои што го оспоруваат и критикуваат ова, но и други прашања од системот, не ја погледнал наставната програма и учебникот од кој што прашањето е изведено, со што јасна е намерата за вулгаризирање на прашањата и искривување на нивната суштина и значење. Тоа е ставот на Министерството за образование за дел од прашањата кои се објавени и кои им беа интересни на медиумите и за кои јавноста оцени дека се смешни, нејасни и нелогични. Еве да видиме, сега продолжуваме со реакции, ќе видиме еден прилично активен Facebook корисник кој на ова прашање сега пристапува на хумористичен начин, како што кажавме. Тој е Даме Чкатровски, кој вели вака: прашања за основци. Како се вика папата? Бранко. Кој е најголемиот душман и предавник во Македонија? СДСМ. Чии сме ние? Од Александар Комшијата. По што се познава човекот? По джипот. Кој е најмудар во Македонија? Тој што зема тендери. Што ги поврзува македонците и албанците? Бизнисот со тендерите. Со кого граничи Македонија? Со клетите душмани. Кажете двајца новинари, Јанко и Миленко, од што живеат луѓето, од пензијата, која книга е најпечатена во светот, програмата на ВМРО ДПМН. И ова е значи една сатира на се што се случува во општеството, представена преку екстерното тестирање. И еве еден од Facebook корисниците кои коментираат на статусот на Чкатровски, вели: изгледа во основно сум сите одговори ги знам. А сега емисијата ја продолжуваме со интервјуто на премиерот Груевски дадено за Македонската информативна агенција. Како што кажавме, во интервјуто премиерот Груевски одговара на повеќе прашања, но и директно одговара на прашањето на обвинувањата за земени пари при продажбата на Македонска банка. Како што е познато во јавноста, овие обвинувања ги извади опозицијата пред изборите, продолжи да ги повторува и по изборите, а премиерот Груевски сега одговара на едно прилично директен начин и вели дека не земал пари од продажбата на банката. Токму овој одговор од премиерот Груевски беше најинтересен за сите медиуми и пренесен речиси од сите. Еве сега ќе видиме еден од тие наслови, каде што Груевски вели: никогаш не сум земал 1,5 милиони евра во кеш. А подолу ќе го видиме и изворниот одговор. А сега по-конкретно за нивното обвинување. Јас никогаш не сум земал 1,5 милиони евра кеш, ниту на било кој друг начин, ниту пак помала или поголема сума за продажбата на Македонска банка. Од тука сите други обвинувања кои произлегуваат од тоа се невистините.
Иако клеветата од Заев е за непостоечки акт постар од 10 години, јас за секој случај одлучив да поднесам тужба за клевета, за да со сигурност се расчисти оваа валкане манипулација и да добие судска разврска. А човекот кој видовме како во минатото се заборавил во делење тендери и јавни пари на сите роднини и партиски функционери и кој пред 5 години се согласи за спас од обвинение за криминал тежок 8 милиони евра преку аболиција од неговиот ментор, тој истиот ќе треба да се соочи со вистината кога ќе треба да докаже дека јас сум ги земал тие 1,5 милиони евра пред повеќе од 10 години за кои тој ме клевети. Тој е одговорот на премиерот Груевски за обвинувањата при продажбата на Македонска банка. Во медиумите во своите анализи сега го анализираат и овој случај, а јавниот обвинител Марко Зврлевски и дел од другите експерти велат дека приватната тужба на премиерот Груевски против лидерот на опозицијата Зоран Заев нема да влие на евентуалниот случај кој би го отворило обвинителството, кој се уште го разгледува целиот случај и се уште нема одговор дали ќе подигне обвинение против некого во случајот Македонска банка. Па така еве Дојче Веле има една анализа која е насловена "Се стеснува маневарскиот простор за случајот Македонска банка". Тука се пренесени изјавите на јавниот обвинител Марко Зврлевски, на поранешниот министер за правда Михајло Маневски, кои велат дека приватната тужба на премиерот Груевски нема да влие врз обвинителството, но има и поинаков став, тој е на професорката Мирјана Најчевска, која вели дека сепак се врши притисок врз обвинителството. Прво, на овој начин се врши притисок врз јавниот обвинител во текот на прибирањето податоци дали навистина станува збор за дело кое може поинаку да се процесуира или не. Второ, на овој начин се врши притисок врз судот при евентуално процесирање на случајот, без разлика дали станува збор за тужба поднесена од јавниот обвинител или за приватна тужба. Трето, се спречува во иднина поставување на прашања и изнесување на сознанија за можна корупција на било кој функционер од власта. Тоа е ставот на професорката Најчевска, даден за Дојче Веле во нивната анализа за случајот Македонска банка. Продолжуваме со колумна во дневниот вестник Дневник, во кој се анализира однесувањето на опозицијата, оставките, па така колумната, анализата на Дневник е насловена со коментарот со овој наслов: "Пушти потегни цел месец за 33 оставки". Насловот е јасен и еве дел од поентата. Процедурата низ која помина СДСМ во изминатиот период остава впечаток на недоволно подготвена партија за действување, збунета од настанатата состојба што сама ја креира или несериозна во своите намери да ја превземе власт. Одолжување на процесот не донесе тектонски поместување на состојбите. Сега партијата како најнова идеја ја најавува новата платформа. Пак ќе бидеме сведоци на истото. Денес најава, утре најава, па најавата задутре се одново. Сепак останува да видиме дали реакцијата овој пат може да биде поинаква. Тоа е надписот во Дневник. Тука ќе видиме и дел од коментарите на читателите, кои го велат следното. Циркузијадата на СДСМ за фер избори продолжува. Зошто фер и демократијата се измислени поими кои немаат значење кај честните луѓе. Тие зборови ги измислиле нечестивите за да си ја перат совеста која и онака ја немаат. Еве уште еден. Не сваќам зошто сте толку засекирани. Па нели опозицијата беше главниот кривец? Нели ја кочеше владата и собранието за сите успеси? Сега што е проблемот? Тоа се коментарите под текстот на Дневник. Продолжуваме со колумна на потпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски. Исто така напишана за Дневник, која е насловена "Да не беше трагично, ќе беше смешен мюзикл". Тука Кирацовски зборува за обвинувањата на власта кон опозицијата дека таа може да биде
одговорна за одземањето на кандидатскиот статус на Македонија од страна на Европската Унија. Сериозно, на повидок е нова, добро осмислена стратегија која воопшто не треба да се поценува, која поддржана со партиско-владината медиумска камарила, има цел во нашата меморија да го вреже сознанието дека ништо друго и никој друг, туку оставките на опозицијските пратеници и опозицијата се главните сторители на делото, повлечена препорака за преговори. Може би не знаеме дали за ваквата вознемиреност и реактивна реторика на Груевски му се сонило или некој испратил некаква остра порака. Но дефинитивно знаеме дека опозицијата во оваа приказна не е ни милиметар виновна, ни малку одговорна. Тоа е дел од колумната на Кирацовски. И продолжуваме со реакции на социјалните мрежи. Тука е новинарот Бранко Тричковски, кој во изминатиот период подигна прашина во јавноста со еден негов Facebook статус за премиерот Груевски, па имаше и коментари околу тоа и Тричковски актуелен како и секогаш сега се обраќа и на власта и на опозицијата. Декутантни паради. Груевски е тој кој треба да објасни зошто тоа и го направи на својата земја, поентира Радмила Шекеринска. Но не, Груевски треба да одговара, 34 доживотни роби, да речеме, а опозицијата треба да објасни кај била таа и што работела додека цела една државна, национална и културна реализација решавала да дозволи да биде убиена. Сезоната на морализаторските паради е завршена, драга моја Радмила. Најмалку што може да се каже е дека се дегутантни и крајно нефункционални, освен ако под функционалноста не го подразбираме одржувањето на статус кво ситуацијата. Тоа беше Facebook статусот на Бранко Тричковски. Верувам дека и овој пат ќе има реакции во јавноста. Сега продолжуваме со редовната колумна на Горан Михајловски во Вест, сакам да кажам, која за волја на вистината ја нема еден извесен период во оваа емисија и сега еве повторно читаме нешто актуелно. Тука Михајловски збори за повеќе теми, но еве една од тие зборува и за обвинувањата на власта кон СДСМ дека може да биде одговорна за одземањето на препораката за кандидатски статус. Груевски рече дека СДСМ прави штета на Македонија. Да, затоа и граѓаните го казнија на изборите. Оти прави штета. Ги наградија тие што не прават штета. Затоа малку ми е нелогично дека баш поради СДСМ можно Европската комисија да ја повлече препораката за почнување преговори за членство. Па како да не? Тие во Брисел немаат своји проблеми, па само на Македонија и тоа баш на опозицијата ќе мислат. Во Франција, Велика Британија и во Данска не знаат главата каде им е од успехот на ултрадесничарите на европските избори. Германија се чуди како во оваа ситуација да ја сочува Европската Унија, ама Груевски и Заев цело време ќе им бидат во подсвеста. Ете, тоа е колумната на Горан Михајловски. Сега емисијата ја продолжуваме со реакции за европските избори. Има повеќе напишани од новинари, од политичари. Има за тоа како изборите ќе влијаат и врз Македонија, дали може, дали не. Еве почнуваме со колумната на главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски. Јаневски пишува: која земја да ја ослободиме од диктатурата? При тоа Јаневски во негов ироничен стил, каков што често употребува во своите колумни, вели дека Европската Унија треба да ги види своите проблеми пред да зборува за другите. Па така. А ако се следат искуствата и стандардите што тие ги наметнуваат, без друго, еден од критериумите што треба да го достигнеме е создавање атмосфера за подем на една македонска профашистичка партија. Златна зора може да не биде урнек. Додуше европски урнеци не достигаат, имаме широк избор. И по тој урнек да создадеме и специјални сили што ќе ја преведат и пеат песната што велеше дека на скопјаните кожата ќе им ја одереме и од неа опинци ќе направиме. Тоа е критериум за добрососедство со ЕУ печата. Само чија кожа ние да вметнеме во песната, оти инаку не ќе имаме со што да се покажеме на евроизборите кога ќе станеме членка на ЕУ. Кога веќе сме кај Грција,
Груевски итно треба да го достигне критериумот за задолжување, за да стигнеме до грчките 160% од БДП, ни требаат барем уште 10 милиарди евра. Тоа е колумната на Дарко Јаневски, која земја да ја ослободиме од диктатурата. А сега под оваа колумна ќе видиме и дел од коментарите. Еве еден коментар кој не се согласува баш со напишаното. Па вели: по мое, може Индија. Селуваат девојчиња од 14-15 години во кои учествуваат и полицајци. Ги бесат на дрво и никој не одговара, бидејќи се припаднички на понискиот слој. Може и Белорусија, по која Лукашенко им забрани населаните да доаѓаат во градовите, или Кина, во која е забранет Фејсбукот и еден куп други интернет страни. Тука и Пакистан, каде што каменуваат и убиваат жени на плоштади. Не знам уште кој друг ни е идол, кој не служи како пример. Може би оној диктаторот од Казахстан, заедно со синовите, кој влезе во сојуз со Путин. На крај, да им забраниме на нашите млади да бегаат и маштаат за Западот, да им ги понудиме Русија, Кина, Индија, Казахстан, Белорусија, тамо им е иднината. Оние иселениците од Запад, кои ги има над 1 милион со македонско потекло, да ги избришеме и да ги прогласиме за предавници. Нека има се повеќе антизападни колумни, да се плаши народ од Западот, како ѓаволот крст или вампирот лук, сеедно. Ете, тоа е тој коментар под колумната на Јаневски. Продолжуваме со анализа на Христо Ивановски, кој често пишува за надворешната политика и сега неговата колумна е насловена "Дворски игри во Брисел". Се однесува, се разбира, за евроизборите, за изборот на нов председател на Европската комисија. И Ивановски пишува: "Првен да се навратиме на евроскептицизмот кој го подвлекува и поранешниот британски премиер Тони Блер, чија земја може да се пофали со ендемски евроскептицизам. Тој во Таймс предупредува дека растот на британската независна партија УКИП и на другите националистички партии треба да биде повикот за будење. Според Блер, успехот на тие партии ја изфрлија на површина длабоката анксиозност, недоверба и отуѓеност од институциите и од основната филозофија на Европа, и тоа не треба да биде пренебрегнато. Овој повик за будење не е задоцнет, зашто тоа го покажуваат изборните резултати. Уверливо победија конзервативните партии, десен центар и социјалистите и демократите, а тука треба да се додадат и зелените и либералите. Тој изборен резултат е сепак триумфот на европската демократија, а наставните што следеа по изборната недела е фрлање дамка на тој изборен процес." Тоа е колумната на Ивановски. Продолжуваме со истата тема. Одиме со Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој исто така пишува за европските избори, па вели повеќе Европа во Унијата. А еден дел од неговата колумна е посветен на медиумите, кои според Димовски дел од нив не пишувале доволно за европските избори и особено за победата на ултранационалистичките партии во Европскиот парламент. Видливо пред се е отсуството на информации токму во медиумите што милуваат да прокламираат дека се проевропски и кои еуфорично работеа на европската агенда во Македонија. Токму тие медиуми беа најсилни во пренесувањето на трендовите, политичките ставови, коментарите на врвните европски политичари по однос на состојбите во Македонија, но исто така тогаш тие новинари секогаш силно и недвосмислено се обидуваат да ги презентираат европските вредности како нешто што е позитивен предизвик за сите нас, што воопшто не е лошо. Самиот факт дека овие медиуми одлучиле да ја прескокнат темата европски избори и резултати од изборите доволно говори и за неочекуваниот, па дури и непосекуваниот развој на политичките процеси внатре во Европската Унија. Тоа е колумната на Димовски, повеќе Европа во Унијата. Одиме со професорот Димитар Мирчев, кој вели ние во новиот Европарламент. Насловот е јасен, еве и поентата. Составот на Европарламентот нема особено влијание на Унијата и на низините одлуки, особено не на Европскиот совет, како што знаеме досега веќе 5 пати,
Комисијата даваше позитивни извештаи и препораки за преговорите на земјава за влез, па се одбиваа. Но и тие извештаи и препораки на Комисијата и на парламентот имаа политичка важност, без оглед на одлуките на Европскиот совет. Имаат меѓу другото и внатрешно политичко значење, но и импакт во меѓународната јавност. Не е сеедно. Сега престои изборот на председателот на Советот, на Комисијата, па на составот на комисиите и коментарите. Се чини дека изборот на Шулц и Јункер е речиси сигурен. Тоа е колумната на професорот Мирчев, ние во новиот парламент. И завршуваме со колумната на Владко Ѓорчев, која не е насочена кон евроизборите, насочена кон нешто друго. Имено се работи за напуштање на еден колумнист, на работа на еден сајт се работи за Ивор Мицковски, кој нема да пишува повеќе за порталот Окно. И тоа не би било толку актуелно, доколку Ѓорчев тука нема став дека тој навистина жали кога новинари ги напуштаат своите работни места и кога ги напуштаат под притисок. Па евеа колумната на Ѓорчев. Ивор Мицковски, цензурата на слободоумните. Но не ми е сеедно кога гледам дека некој избркан од некаде поради политички став, поради напишано мислење, поради свое коментирање и гледиште. А токму тоа му се случи деновиве на Ивор Мицковски. Неговите текстови редовно беа меѓу најчитаните на Окно, а баш тој е остранет од екипата на колумнисти од веб страницата. Тој што пишува и пишувал колумни знае за чувството кога треба да се наостри перото и во етер да се пуштат ставовите кои јавноста ги оценува, критикува, преджвакува, прифаќа или отфрла. И тука Ѓорчев додава после ова дека што се случи со Ивор Мицковски, вели во овој момент кога почна да пишува против Заев и Шекеринска, беше отстранет. Во колумната не пишува од каде потекнува загриженоста на Ѓорчев за новинарите кои ги напуштаат своите позиции, но може речиси со сигурно да се каже дека ова е меѓу ретките примери, можеби единствен каде што Ѓорчев пишува за оваа тема. Почитувани, ова беше последен материјал во денешната Трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Репризата гледајте ја во четврток во 14:30 и не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.